Во новото издание на DigiPlus, Кина издаде лиценца за првото летечко такси. OpenAI и Meta подготвија нови AI модели способни за размислување и расудување. Хуманоидниот робот Figure One, обучуван од OpenAI, воодушеви со своите способности. НАСА работи на робот куча за спасување на месечината. Ќе ве посоветуваме и како да изберете геймерска столица која вам највеќе ќе ви одговора, а ќе ви презентираме и која доби наградата на BAFTA Gaming за најлегендарниот лик во видеоигрите. Гледајте на до самиот крај. Добрододовте во новата неделна дружба, каде заедно правиме преглед на најголемите иновации и информации во дигиталната индустрија. Време е за DigiPlus, во која што емисија голем акцент ќе ставиме на новите роботи кои го воодушевуваат светот цела оваа недела, а се представени, се разбира, изминатите 7 дена. Пред тоа почнуваме со големите најави од Кина за летачко такси, која веќе станува реално со оглед на тоа дека е издадена лиценца за првиот патнички електричен авион без екипаж. Еве ги деталите. Цивилното воздухопловство на Кина издаде дозвола за производство на домашниот беспилотен и електричен, така наречен E-Volt авион, со вертикално полетување и слетување, наречен X-216C. Сертификатот, издаден од Управата за цивилно воздухопловство, е првата лиценца во светот доделена за производство во оваа индустрија и представува значаен чекор кон масовно производство на самоуправувачки E-Volt авиони. X-216C е висок 1,93 см, широк 5,73 см, со вкупна носивост од 620 кг, што е еднакво за 20 патници со багаж. Може да патува до 30 км со максимална брзина од 130 км на час, јавува кинеското меѓународно радио. Авионот може да се применува во повеќе области, како што се превоз на патници, воздухопловни линии, воздушна помош и одговор при итни случаи. Она што е интересно е дека до 2027 ова леточко такси ќе го гледаме и во регионот, тоест во Србија. Најави и председателот Александар Вучич, кој најави дека се водат преговори тие да бидат првата или втората земја во Европа која ќе го воведе овој револуционерен транспорт на патници. А сега да почнеме со новитетите во роботиката. OpenAI и Meta се на работ да објават нови модели за вештачка интелигенција за кои велат дека ќе бидат способни да расудуваат и планираат критички чекори кон постигнување на човечко сознание за машините. Директорот на OpenAI и Meta оваа недела сигнализираа дека се подготвуваат да ги лансираат следните верзии на нивните големи јазични модели, системите што ги напојуваат апликациите за генерирање на вештачка интелигенција како ChatGPT. Meta рече дека ќе започне со лансирање на Llama 3 во наредните недели, додека OpenAI, поддржан од Microsoft, посочи дека неговиот следен модел, кој се очекува да се вика ChatGPT 5, ќе пристигне наскоро. Ние работиме напорно за да ги откриеме како што ги натеравме овие модели не само да зборуваат, туку и да размислуваат, да планираат, да имаат памтење, рече Джоел Пино, председател за истражувањето на вештачка интелигенција во Мета. Главниот оперативен директор на OpenAI, Брет Лајцкап, изјави за Financial Times дека следната генерација на ChatGPT ќе покаже напредок во решавањето на тешките проблеми како што се расудувањето. Денешните системи за вештачка интелигенција се навистина добри во еднократни мали задачи, додаде Лајцкап, но сепак се прилично тесни во нивните можности. Надградбите на Meta и OpenAI се дел од бранот нови главни јазични модели објавени оваа година. Додека технолошките компании се тркаат да создадат се пософистицирана генеративна вештачка интелигенција, софтвер кој може да создаде човечки зборови, слики, код и видео во квалитет, што не се разликува од човековиот израз, темпото на напредок се забрзува. Говорејќи на настан во Лондон во вторникот, главниот научник за вештачка интелигенција на Мета, Јан Елкум, рече дека сегашните системи за вештачка интелигенција создавааат еден збор по збор без размислување или планирање. Тоа е затоа што се борат да се справат со сложени прашања или да задржат информации долго време. Тие се уште прават глупави грешки, рече тој. Лекун рече дека работи на агенти со вештачка интелигенција, кои би можеле, на пример, да го планираат и резервираат секој чекор од патувањето, од канцеларијата
на една личност во Париз до друга во Њу Јорк, вклучително и пристигнувањето до аеродромот. Мета планира да го вгради својот нов модел со вештачка интелигенција во WhatsApp и неговите паметни очила Ray-Ban. Се подготвува да го пушти Llama 3 во различни големини на моделот, за различните апликации на уреди во текот на следните месеци. Крис Кокс, главен директор на производи на Мета, рече дека камерата во Ray-Ban очилата на Мета може да се користи и за гледање, на пример, скршена машина, а помошникот за вештачка интелигенција, напојуван од Llama 3, ќе му објасни на носителот како да ја поправи. Стартап компанијата за роботика Figure, напојуван со вештачка интелигенција, деновива го представи својот прв робот кој веднаш воодушеви со своите способности. Најпознатиот бот Figure One беше обучуван од моделот на OpenAI, овозможувајќи му истовремено да ги извршува врските, што е уште поважно. Може да комуницира со луѓето додека врши задачи, што ги прави многу попрактични од претходните ботови. Figure објави импресивно видео од хуманоиден робот Figure 1. Роботот е висок 170 см и тежок 60 кг, со неверојатен потенцијал. Може да носи до 44 кг и да се движи со брзина од 1,2 метри во секунда. Извршниот директор Брет Адкок објасни на X дека вградените камери на Figure се внесуваат во голем модел на јазикот на вид обучен од OpenAI. VentureBeat рече дека компанијата не прецизирала дека VLM е верзија на ChatGPT, најновиот голем јазичен модел на OpenAI или сосема поинаков. Неговата компанија објави демонстративно видео на YouTube. Се одликува со човек во интеракција со робот Figure 01. On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Од компанијата Figure велат дека тие го замислуваат светот во кој милиарди роботи слични на луѓе помагаат на работните места и домовите. Нивната цел е да се справат со задачи кои луѓето можеби не сакаат да ги извршуваат поради недостиг на достапни работници. Of course. Уште роботи во DigiPlus денеска, до за разлика од претходните, овој е за на Марс. НАСА работи на робот куче за спасување на месечината. Мултидисциплинарен научен тим на НАСА веќе на големо ги подучува роботите на 4 нозе да се движат по месечевите кратери и други слични предизвикувачки површини. Како дел од истражувањето, финансирано од Американската вселенска агенција, стручњаци од повеќе универзитети и Вселенскиот центар Джонсон на НАСА, уште во летото 2023 година тестираат така наречен робот куче, наречен Spirit, на последниот тест кај глечерот Палмер во Орегон, кој што траел 5 дена, направата минала низ различни терени, па и низ снег врз карпести површини користејќи ги своите метални ногарки. Роботот куче мора да биде способен да открие што се случува кога е во интеракција со земјата и брзо и соодветно да ги приспособи своите стратегии за движење, изјави истражувачот Пејфеј Кијан. Тимот тврди дека роботот може да чувствува кога оди на нерамни површини, слично како човек, како и кога земјата се поместува под неговите нозе. Под надзор на тимот, Spirit ги подобрил своите способности за подвижност меѓу тестот на песочните плажи во Јужна Калифорнија, националниот парк White Sands во Ново Мексико, планината Маут Худ и други места. Тимот планира да развие повеќе роботи со 4 нозе за мисиите, а НАСА обезбеди 2-годишно финансирање од $2 милиони. Целта на тимот е и да помогне на НАСА да распореди роботи на месечината заради идна соработка во мисиите. За многумина најфасцинантниот аспект на истражувањето е способноста на робот кучето да се трансформира во мост или пирамида или слично, што ќе му овозможи да спаси човек и на потежок терен. По рекламите се враќаме со минутите за геймерите, а денеска ќе ве советуваме како да изберете квалитетна гейминг столица. Бидете со нас. Еве не назад во DigiPlus. Мислам дека сте подготвени за нова тура скенирање на супер ексклузивни попусти на вашите омилени производи во Анхоч. Оваа можност како наш гледач ја имате само тука и тоа се до среда. Скенирајте го QR кодот од попопот кој што ќе се појави на екранот и зграбете попуст на некој од трите овонеделни производи.
Скенирањето можете да го направите или за време на емитување на Телма на емисијава, или на нашиот YouTube канал DigiTV МК. Сега минути за геймерите. Денеска ќе се посветиме на геймерските столици, поточно ќе ви дадеме убави совети како вие да изберете онаа која што највеќе ви одговара. Во ова издание на DG+, во премиум салонот на Анхоч, речивме со еден да позборуваме малку околу изборот на гейминг столици. Веројатно имам неколку тајни и спецификации на кои што треба да се внимава, а кои што нели сите оние кои што се заинтересирани ги добиваат како совет од ваша страна. Да. Така, па геймерските столици, повеќето од редовните спецификации кои што сите луѓе веќе ги гледаат и може многу лесно да ги видат, се дека издржува до 120 кг. А како што гледате, јас сум веќе Касинеску, да. Јас 100 часом, значи уште 20 можам. Генерално кај столчето е многу важно да се гледаат три работи. Овие армрестовите кои што може да се прилагодат, дали може да одат напред, назад, лево, десно, како на пример кај ова столче не оди, нели, зависно од тоа колку што си блиску до масата. Кога сме веќе кај масата, многу што е уште еден многу побитен факт. Колку може столчето да оди горе или колку што може да оди доле. Сега на ова столче само да го најдам, има неколку овие кастори, каде што столчето пример може да се клацка, и втората работа е тоа што колку што може да оди доле и колку што може да оди горе. Многу од поевтините столчиња, зошто се и ефтини, затоа луѓе ќе прашуваат, не се ефтини, значи се викаат изработка едно друго. Океј, изработката е таа. Туку станува збор за столче кое што може да оди на волку високо, значи ова е скоро таман колку што ми се нозете, може на пример да се покаже на камера, колку што ми се нозете на оваа висина. И затоа оваа столче ќе има повисока цена него ли тоа некој што е пониска цена од него. Нормално е за повисоки, пошироки луѓе ќе е потребно поголем комфорт, а со тоа и со поголема цена, што е сосема нормално кај секој вид на столарија, да кажеме. Потоа, втората работа е овој дел каде што има една рачка и каде што има армрест. Односно не армрест, пардон, каде што има ова за наклинација. Значи ова кога ќе може да се опушти, на пример некој може скроз вака да си легне и да си игра лабаво, па дури и да го пушти тој дел и да се ниша, или пак некој може која веќе е у некоја сериозна компетитивна, некоја онака жустра партија, да го намести столчето, да ги крене овие, да земи, да знае што да се прави, да рече. Концентрација до максимум. И секако овие перничињава. Некои имаат магнетизирани, некои имаат обични вака што се на обично ластиче, и дали има, ако има за глава, тоа исто е плюс на цената, и ова колкаво е, може да биде оволкаво, може да биде. Што е подобро, да биде помало или поголемо? Па поголемото повеќе чини, ама субјективно до сега и како што кажале нашите купувачи, повеќе им одговара поголемото, бидејќи ти зима поголем дел од грбот, те покрива и те опушта. Значи уште еднаш, висината, овие рачките, наслонячите и ова што е делот за грбот. Тоа се најбитните работи кај едно столче што треба се гледа, и тоа е фактор сушност на цената која што игра. Епа вие разбравте, убави се беа овие совети, така што дојдете овде, седнете, проверете и земете столче кој што ви одговара. Фала ти. Па на вас. Во гейминг минутите денеска ќе се задржиме на 20-тите BAFTA гейминг награди, каде Лара Крофт е прогласена за најлегендарен лик од видеоигри на сите времиња. Од BAFTA велат дека повеќе од 4000 играчи ширум светот учествувале во анкетата преку нивната веб страница. Поминаа 28 години откако Том Рајдер ги започна игрите со Лара, а и таа прилично се промени од ова време. Од многу шилеста и детски нацртана стана многу филмска, вели Шели Блонд, актерка која го позајми гласот на оригиналната Лара. Лара ги победи Марио и Соник во анкетата спроведена меѓу играчите, а Шели изјави за BBC Newsbeat дека не е изненадена, иако признала дека никогаш не ја играла играта. Видеоиграта ја лансираше пошироката франшиза на Лара Крофт, серија видеоигри, како и блокбастер филмови со Анџелина Џоли во главната улога, па дури и серија на Netflix, чија што премиера се очекува подоцна оваа година.
Верувам дека поминавме убава дружба и денеска во изминатите минути во ова ново издание на Digi+. Ако нешто сте пропуштиле, нормално на нашиот YouTube канал DigiTV МК ги имате сите досегашни изданија, па и ова новото, каде што можете да скенирате со QR кодот и да добивате попусти од Анкоч. А сите оние новитети кои што се поврзани со дигиталната индустрија, вештачката интелигенција, иновации, можете да ги следите и на нашите социјални мрежи. Тоа е DigiTV МК на TikTok и на Instagram. Имајте убав остаток од денот, пријатна работна недела, а се гледаме следната недела во стандардниот термин 17:50 на Телма. Чао!